30 мај 2024 година, четврток, почитувани гледачи, го стартуваме централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелности со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Регионална конференција за подобрување на квалитетот на воздухот во Западен Балкан. На конференцијата која се одржа во Драч, Албанија, присуствуваше и делегација од општина Кавадарци. Деновиве во Драч, Република Албанија, во организација на Шведското кралство, се одржа третата регионална конференција за подобрување на квалитетот на воздухот во Западен Балкан. Учество зедоа представници од општина Кавадарци, но и од повеќе земји од регионот како Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Македонија и Косово. Конференцијата беше отворена од страна на шведскиот амбасадор во Албанија, потоа од УНИЦЕФ, Министерството за туризам и животна средина во Албанија, говореа експерти од Шведскиот хидролошки и метеоролошки институт и Шведската агенција за заштита на животната средина. На конференцијата се говореше за изворите на загадување на животната средина, мерки и заштита за нивото на загадување на воздухот, а општина Кавадарци како партнер во овој проект под покровителство на Шведска беше пример како и на кој начин се справува со загадувањето на воздухот, особено предизвикано од сообраќајот и домакинствата, мерење, мапирање и превземање мерки во врска со главните причинители за загадувањето на воздухот. А во нашата општина, секторот за улично осветлување од општина Кавадарци во соработка со јавното претпријатие Паркинг континуирано продолжи да работи на подобрување на уличното осветлување, но и монтирање на ново на повеќе локации во градот. Беше поставено целосно ново осветлување во и околу Полошкиот манастир со мрежа, ормар за улично осветлување и 9 нови светелки. Вистински урбанистички бум се случува во Тиквешијата. Покрај реконструкцијата на постоечките, сите села ќе добијат канализациона и водоводна мрежа. Имаме проширено, надирано и приклучици за вода. Ги офативме сите села во делот на канализационата мрежа, во делот на водоснабдувањето, како што е Бошева, Раец, Дамниште, еве сега Бегниште се работи колектор, па Ресава, па се продолжи кај Страгово, па Горна Бошева, така да сите села ќе добијат и канализациона мрежа и водоводна мрежа. Во дневникот информации од образованието се испорачуваат одобрените учебници од прво до седмо одделение. Според МОН, учениците истите ќе ги добијат пред почетокот на новата учебна година. Министерството за образование и наука излезе со информација дека во тек е испораката на сите учебници од прво до седмо одделение во основното образование кои досега се одобрени од Националната комисија за учебници и ќе се применуваат во учебната 2024-2025 година. Се очекува процесот да биде заокружен на почетокот на следниот месец, така што учениците ќе ги добијат потребните учебници навремено, пред стартот на новата учебна година. Постапката за печатење на новите учебници започнала пред 2 недели, а секој училиште ќе го добие тиражот кој го има побарано преку посебна електронска апликација на Министерството. Во меѓувреме, Министерството за образование и наука, заедно со другите надлежни институции, ќе продолжи да вложува во изработка на нови наставни програми и учебници, затоа што тоа е еден од основните услови за квалитетна едукација, односно воспитно-образовен процес, велат од Министерството за образование и наука. Акцијата Сите на велосипед денеска се спроведе во Кавадарци. Над 800 ученици од сите основни и средни училишта во градот зедоа учество во истата. Може да кажем дека над 800 деца овој настан до сега 10 години го организираме традиционално и сега мислам дека во најголем број беше посетено со сите училишта од четврто па до гимназија до 4-та година. Имаше дури дечиња од Дреново. Од Дреново, да. Колегата Јован се потруди да ги донесе дечињата и од Дреново кои земаа учество и добија и награда. Кога сте наградите, мораме да споменеме дека имавте голем број на награди, да. Тоа значи покровители, донатори, да. Спонзори. Што беа главните награди? Главните награди беа 2 велосипеда. Едниот беше од велосипедското друштво К3, а
а новиот велосипед беше од Велком Трейд, кој ни испадна во пресрете и додели награда за овие прекрасни дечиња што земаа учество. Симон, ова не е единствената акција која што Сојузот за училишен спорт ја организира со учениците од основните и средните. Да. Има ли нешто друго во план? Утре исто имаме еден државен настан кој ќе се одвива на терените, на тениските терени во Јасмин и ги поканувам кои се слободни да дојдат да го просредат над преварот државно првенство во тенис за основни училишта, машка и женска конкуренција. Има околу 40, 40 присутни пријавени ученици од цела Македонија. Од кавадарци имаме 7, мислам дека се околу 7 учесници. Редовна крводарителска акција според календарот на Црвениот крст. Летниот период со зголемени температури ја зголемува и потребата од крвни единици. Оваа крводарителска акција е според календарот, според годишниот календар за крводарителски акции на Република Северна Македонија и е во организација на Црвен крст Кавадарци во соработка со Институтот за трансфузиона медицина, кои што всушност ја изведуваат и ја реализираат ваквата крводарителска акција, а партнери ни се општина Кавадарци, кои што се многу добри домачини, ни овозможија добар простор, добар комодитет на сите крводарители во нивната општинска сала. Значи, според годишниот план за крводарување, Црвен крст Кавадарци треба да реализира 3% од вкупното население на двете општини кои што ги покрива со своето работење. Значи, таа бројка од 3%, значи, од населението од двете општини изнесува 1184 единици крв. Ние веќе за овие 5 месеци, значи завршува месец мај, имаме реализирано заедно со Институтот за трансфузиона медицина околу 1000 единици крв, значи близко сме до остварување на тој годишен план и можам да кажам дека редовно на крајот на годината го надфрлуваме 100%, значи очекуваме над 2000 единици. Обично последните 3 години ги завземавме првите 3 места во Република Македонија со над 2500 единици крв. Последната 2023 година, значи ја завршивме со 2676 единици крв и го завземавме трето место во државата. Претходно сме били и на прво и на второ место, значи од ковид наваму, од пандемијата со ковид, ги завземавме првите 3 места, зашто од министерот за здравство сме добили плакати, признанија, значи за нашата активност. Направивме еден пресек до сега, акцијата денес трае од 9 до 15 часот, значи некаде околу 12 часот веќе има 24 дарувања крв. Се надеваме на уште десетина дарители барем до завршување на акцијата во 15 часот. Морам да прашам со на фактот што се ближи летниот период, високи дневни температури, секогаш е потребно да се има крвна единица повеќе, што се вика. Па, вие сте во право, значи во овој летен период често пати има недостаток на крвни единици и токму и овој месец се јави таква потреба од организирање на воредни крводарителски акции, кои што ги имавме и минатата недела и пред некој ден во кабинетот за трансфузиологија во Кавадарци. Значи, доколку има таква потреба, системот е добро организиран, добра соработка на Црвениот крст со Институтот за трансфузиона медицина. Значи, веднаш се објавуваат и се организираат воредни крводарителски акции и секогаш населението знае кога е тоа потребно, кога да се спаси човечки живот, за болни, за лекување, како на наши пациенти во нашата општа болница, така и на државно ниво. Значи, никогаш не останало некој пациент да остане во недостаток на крв за некоја операција или за негово лекување. Од утре променет режим на сообраќајот на делницата Петровец-Катланово. Од Автомотосојузот на Македонија најавија промена на оваа делница, пред се заради градежни активности. Заради извршување на градежни активности, од утре времено ќе биде изменета режимот на сообраќај на автопатот А1, делница Петровец-Катланово. Измената на режимот на сообраќај ќе започне да се применува од петок, 31 мај, а во врска со проектот за завршување на работите на рехабилитација со проширување на наведената делница од автопатот, соопштуваат од Автомотосојузот на Македонија. Инаку, интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и излез од државата, но се препорачува прилагодена брзина
брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова особено се однесува за делниците Кафланово-Велес, Маврово-Дебар, Струга, Виница-Берово и Кочани-Делчево. Продолжуваме со култура. Гимназијалците за својот гимназијалец Бошко Јанкулов. Учениците од Кавадаречката гимназија организираа хуманитарен настан, на кој го промовираа филмот Роза на асфалтот во режија на Димитри Тодоров. Пред се филмот, како што кажате, е од хуманитарен аспект и сите пари од карите ќе бидат донирани за лекувањето на Бошко Јанкулов. Исто беше соученик во гимназијата. Сега филмот е правен по идеја на нешто што се случува во секојдневието, а тоа е отфрлањето на луѓето со хендикеп. Подетално ќе видите во филмот како на крајот љубовта сепак победува и филмот има среќен крај, нели? И мислам дека носи многу убава порака. Има наслов филмот? Роза на асфалтот. Кажи ми, ти си режисер на филмот. Така. Актерите во филмот, односно учесниците во филмот се од гимназијата или? Сите учесници од филмот се од гимназијата, околу 80, над 80 учесници. Најголемиот дел беа статисти, околу 6 статисти. 10 души беа позади камери, нели? Затоа што техничкиот дел не беше поголем. И тоа е тоа, значи сите беа од гимназијата. Сега, филмот, ова е прво прикажување, премиера. Така, ова е премиера, да. Дали освен за овој настан ќе го искористите и за некое друго прикажување на друго место? Сега за сега нема ништо конкретно, но имаме некој план, можеби да имаме мала турнеја преку гимназијата што ќе биде во Србија, но сега нема ништо конкретно. Идејата за реализирање на овој филм е всушност идеја на учениците од гимназијата Добри Даскалов Кавадарци, секако заедно со помошта на професорката Васка Петкова. Исто така овој настан не се содржи само од прикажување на филмот, туку и од целосна точка на оратори кои всушност зборуваат колку е тежок еден животот, колку е тежок животот на хендикапираните луѓе и целиот настан трае околу 1 час. Ми открива тајна Димитри дека помеѓу ораторите и помеѓу прикажувањето на филмот ќе има она што се случува позади камерите. Да. Тоа е еден интересен сегмент кој исто така е од нас направен. Тоа е реалната слика што се случува позади камерите и дека е навистина многу интересно, но исто така многу напорно. Сега едно прашање кој нема врска со самиот настан. Што мислите вие двајца, особено ти, како се однесуваат учениците во гимназијата Добри Даскалов спрема хендикепираните соученици? Без разлика на хендикеп. Учениците навистина се однесуваат добро и како што треба, но ние сепак моравме да го направиме овој филм за да покажеме какво се може да биде тоа и секако да ја подигнеме свеста на сите што треба, а што не треба да правиме. Кавадарчанката Данче Христова Младенова утре ќе ја промовира книгата Татков прак. Промотор на книгата е писателот Тихомир Јанчовски, а издавач е Домот на културата Иван Мазов Климе. Утре петок, на 31. мај, со почеток од 16 часот, во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, ќе се одржи промоција на книгата Татков прак од Данче Христова Младенова од Кавадарци. Промотор на книгата е познатиот македонски писател Тихомир Јанчовски. На самиот настан поезија ќе читаат Валентина Куковска, Милка Минкова, Марија Црвенковски, Верица Анџушева и Милица Паулус. Издавач на книгата е Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Продолжуваме со спорт. Тиквеш со пораз од Охрид со 29-24 ја заврши ракометната сезона. Според одредени медиуми, србинот Драган Марковиќ Марка би требало да го замени Раде Стојановиќ на клупата на Кавадарчани.
Екипата на ГРК Тиквеш го одигра последниот надпревар оваа сезона и со пораз го заврши учеството во плейофот. Кавадарчани беа поразени на гостувањето кај Охрид со 29-24, а во вториот вчерашен надпревар од последното коло Пролет ја победи Струга со 33-27. Последните два надпревари сезонова, Еврофарм Пелистер Алкалоид и Бутел Вардар ке се одиграат викендов. Надпреварот со Охрид воедно беше и последен под водство на тренерот Раде Стојановиќ, кој успешно ја одработи својата работа на кормилото на кавадаречкиот клуб и сега заминува во Словенија, каде ќе го превземе вице-шампионот на оваа држава екипата на Тримо Требње. Медиумите веќе почнаа да го бараат наследникот на Стојановиќ на клупата на Тиквеш, па така според одредени непотврдени информации, нов тренер на кавадарчани би требало да биде српскиот тренер Драган Марковиќ Марка. Овој 54 годишен стратег во својата кариера ги водел екипите на Босна, Азоти Пулави, бил селектор на Босна и Херцеговина со пласман на светското првенство 2015, а последно ја водеше екипата на Динамо од Панчево. Исто така, според одредени медиуми има најави дека од кавадарци заминуваат левото крило Мирко Мајич и кружниот напаѓач Никола Стефановиќ. Сепак, официјално од раководството на клубот засега нема ништо. Пак ќе се почека до промоцијата на нов тренер, кој ќе го има и последниот збор, кои играчи остануваат, кои заминуваат и каков кадар му е потребен на клубот за следната сезона. Засега клубот заминува на заслужен одмор, но постои надеж и следната сезона да бидеме дел од Европскиот куп, се разбира доколку добиеме вајлд карта за учество во ова надпреварување. Македонската фаланга сепак ќе патува во Вараждин. Хрватскиот град ќе биде домаќин на група од светското првенство, во која покрај Македонија се Унгарија, Холандија и Гвинеја. Машката сениорска ракометна репрезентација на Македонија ги доби противниците во групата за светското првенство 2025, на кое коорганизатори ќе бидат Данска, Норвешка и Хрватска. Македонија ќе игра во групата Д, што ќе се игра во Вараждин, па за очекување избраниците на Кирил Лазаров да имаат голема поддршка од трибините. Противници на црвено-жолтите ќе бидат репрезентациите на Унгарија, Холандија и дебитантот Гвинеја. Македонија настапот на Мундијалот ќе го започне против Унгарија на 15 јануари 2025. Потоа на 17 јануари ќе игра со Ла Лињата, односно со Холандија, а последниот меч од групната фаза ќе го одиграме на 19 јануари против дебитантот Гвинеја. Најдобрите 3 репрезентации од секоја група ќе обезбедат пласман во главната фаза на Мундијалот, додека онаа репрезентација што ќе заврши на 4-та позиција ќе игра во Президент купот. Сениорите со пласман на Мундијалот 2025 го продолжија континуитетот на големата сцена, па така Македонија следната година ќе го има 9-тото учество на светските првенства. Нашата репрезентација, најдобриот пласман на Мундијалите, го има остварено во Катар 2015-та, кога во конкуренција на 24 репрезентации завршивме на 9-тото место. Мундијалот 2025 ќе се игра во 5 градови: Осло, Хернинг, Загреб, Пореч и Вараждин од 14 јануари до 2 февруари 2025 година. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Од пладне наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме, со интензивен пороен дожд, засилен ветер и изолирана појава на град. Температура до 28 степени. Почитувани гледачи, го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.